Алергиите се имунолошки одговор на одредени супстанции во организмот. Кога имунолошкиот систем ќе препознае алерген, тој предизвикува свој одговор, односно своја реакција, при што се излачуваат хемикалии како што е хистамин, предизвикувајќи симптоми на алергија. За тоа што е алергија, во продолжение разговараме со нашите стручни соработници од биоинформатика. За жал, периодот во кој што полека влегуваме и надоаѓа ќе биде со изобилство на сите овие нарушувања. Така да алергиите се нарушувања кои што често ги среќаваме во секоја возрастна структура, од најмалите па и до највозрастните, независно дали зборуваме за инхалаторни, нутритивни алергии, кои што посебно инхалаторните, она што сезонски се јавува во овој период, значи ќе ги имаме во изобилство. Алергиите се реакција на телото, каде што реагира на одредени предизвикувачи, така наречени алергени од средината во која што сме, и на тој начин телото реагира побурно од она што нормално би требало да биде. И сега ваква една состојба нормално дека делува на целата општа состојба на и функционирањето на секој поединец како таков. Од она што го дознаваме низ разговорот, но и од она што го слушаме со години наназад, знаеме дека постојат различни видови на алергии. Тоа се доста различни, меѓутоа во глобала можеме така малку да ги класифицираме и да ги ставиме во една категорија. Ако говориме за една респираторна алергија, значи кога е предизвикана од оние алергени кои што се наоѓаат во воздухот околу нас, во тој случај што се јавува? Пред се јавува непријатност во носот во форма на чешање, се јавува непријатност во грлото како чешање, не е болка, тоа е повеќе непријатност како таква, значи една која што имаат. И при тоа, значи, доаѓа до подкашлување, сува кашлица, една непријатност, може да се јават и промени пратени со солзење на очите. Значи, една нелагодност која што навистина му пречи на секој пациент, кога говориме за инхалаторните. А при тоа, ако зборуваме и за малку појак степен на алергија, во тој случај може да се јават и промени кои што се врзани со промени на кожата. Знаете, кожата е наш најголем орган кој што секогаш покажува што се случува во нашата внатрешност. Сега повторно ќе дојде малку потопли сончеви периоди, каде што имаме и многу луѓе кои што реагираат на сонцето и се појавуваат на оние делови кои што се отворени. Сите го очекуваме, сите ни треба светлината, меѓутоа луѓето кои што навистина имаат проблем и тоа како знаат да ја осетат нелагодноста на сите овие алергиски манифестации кои што ги имаме и се разбира алергии кои што се врзани со еден тип на храна, говориме за нутритивните алергии, и тие имаат многу изразен дискомфорт, значи во смисол на промени по кожата, значи промени во однос на функционирањето на цревниот тракт и сето тоа навистина дава нарушување во секојдневието. Субјективните коби се секогаш многу присутни. Замислете еден човек кој што работи, пример, како преведувач или кој што треба да говори, а при тоа имаме такви симптоми поврзани со горните дишни патишта. Замислете некој кој што е потребно или постојано треба да го посетува тоалетот, ако имаме проблем со дигестивниот тракт, промени на кожата кои што од визуелен аспект или се баш непријатни, не само заради другите, туку и заради субјективното чувство на чешање кое што се јавува. Тоа не се животно загрозувачки, но се апсолутно носители на еден дискомфорт кој што го ствара кај секој поединец. Ние даваме терапија, она што ни е достапна, одиме од да кажеме, по-безазлената терапија од антихистаминици, но само ги ставаме под контрола или се трудиме да ги ставиме под контрола симптомите. Тоа не мора секогаш да го успеваме, затоа што нашите пациенти, нашите луѓе со граѓани се секогаш изложени на алергените надвор и не секогаш успеваме да ги покриеме. И се она што понатаму користиме во терапија, дали тоа е она што ќе се внесе преку уста во форма на таблетка, или со малку поширок спектар на делување, малку поинаков начин и механизам, дали она што е надворешно, не секогаш успеваме да ги ставиме под контрола и она што е различно е тоа што дека говориме само за симптоматска терапија. И она што веруваме не интересира сите. Дали е возможно алергијата трајно да се реши? Одговорот го имаме во продолжение.
кај нас во нашиот центар, може да кажам дека една од првите патологии кои што ги третиравме успешно со излекување од самиот почеток е алергијата. Зошто? Затоа што ние всушност со нашиот пристап на враќање на сите системи во нормална функција имаме можност да го вратиме имунолошкиот систем во нормала. Со самото враќање на имуниот систем во нормална функција, тој веќе престанува да реагира на се што е од околината што го сметал претходно како закана, односно како алерген. Сега, како што кажа доктор Ана, алергијата не е некоја животно загрозувачка состојба, меѓутоа, верувајте, сме виделе луѓе на кои што страшно им има влијано таа состојба на алергија. Има искреирано анксиозност како последица, панични напади, несоница. Така да, во основа, како проблем била алергијата, а луѓето сепак на крајот ги препраќале кај специјалисти кај кои што требало да се третира таа анксиозност или на крајот и депресија или едноставно сметале дека е психолошки, меѓутоа самите симптоми се од физичка природа и се во корен лежи на нив алергијата. Со враќање на самата функција во нормала на целиот организам, тие луѓе се враќаат на нормален, еден квалитетен, убав живот. Нормално спиење, спортување, нормален социјален живот, дружење, расположението е сосема поинакво. Знаете, обично како споредувам јас, не ги разбираме баш луѓето со алергија. Замислете, еднаш во годината секој од нас, нели, може да настине или да го фати некоја вироза. 2 недели или 1 недела преку сила. Да не можеме само да дишаме преку носот, да ни отече на слузницата во носот, нас не фаќа паника, не сме расположени, не спиеме, стануваме неподносливи. Сега замислете некој човек кој што има алергија и живее така 6 месеци во годината или цела година. Тоа е едноставно многу тешко. И нормално дека ќе влие и на психолошка состојба, на социјален живот, на работоспособноста, на се влие. Така да алергијата сепак ја земаме за една вака, како да кажам, пак по-лесна одстапка, дисфункција или патологија, меѓутоа која што претерано многу влијае на квалитетот на животот, особено и кај млади луѓе. Таа е повеќе присутна кај помлади работоспособни луѓе.